Presna SDSM, Kamenica je jedna od najbogatite во Македонија, но општината не е економски развиена, зашто локалната власт не знае да ги искористи потенцијалите, сметаат овдешните социјалдемократи. Економската зона е мртва, а проекти кои се ветуваат во ски центар, кој треба да чини 80 милиони евра, и изградба на Косевичка брана од 30 милиони евра, никаде ги нема. Единствено се изработи feasibility студија. Инвеститори не се најдени. Во исто време СДСМ обвини за недомакинско работење во општината. Доказ за недомакинското работење на сегашната локална власт е изградба на пазарот, за кој беа потрошени речиси 1 милион евра. Според градоначалникот, во изминатите 4 години беа повратени 1/6 од вложените средства, а пазарот целосно ќе ги врати парите за уште 20 години. Куќите на спортот, кој не чинеше на 300.000 евра, нема да ги врати вложените пари ниту за 30 години. Реконструкцијата на старата зграда на Домот на културата ќе не чини околу 900.000 евра. На кредит земени од Светска банка, со кој општината е задолжена во наредните 10 години. Од друга страна, од општината се категорични дека од СДСМ ги затвораат очите пред успехот на Каменица. Општината од една од најнеразвиените во државата, за кратко време ги врати сите долгови, влезе во втората фаза на децентрализација и стана една од најуспешните во Македонија, кажа градоначалникот Митевски. Градскиот пазар е завршен пред 4 години и веќе допринесува со финансиски средства за поуспешно работење на јавното предпријатие. Очекувањата се дека за од 10 години, значи целосно ќе биде отплатен, но сепак како објект ние ќе го имаме како општина Македонска Каменица. За куќата на спортот од 2009 година работевме упорно да подготвиме планска документација, проектна документација и да направиме еден маркантен објект кој што ќе остане за сите генерации кои што се влюбеници во спортот во општина Македонска Каменица. За овој објект нашата општина ги има планирано средства во буџетот и си нема задолжено ниту еден денар при неговата изградба. По однос на Косевичка брана, ние сме први кои што и за таму започнавме со проектна документација. Направивме feasibility студија, подготвивме детален урбанистички план, подготвивме одобрение за градење, а исто така и проект за Косевичка брана.